Драги мои, добродојдовте во уште едно издание на Бизнис Муавети. Во оваа епизода сакам да ви најавам едно ексклузивно интервју. Интервју со Велија Рамковски. Но претходно сакам да посочам дека разговорот со Велија Рамковски е правен практично со самиот старт на овој подкаст Бизнис Муавети заедно со Фактор МК. Значи некаде пред неколку месеци или почетокот на март кога и стартува овие Бизнис Муавети. Кажувам се со цел затоа што во тој период кога се снимаше ова интервју беше пред избори во Македонија и не сакавме на било каков начин практично да инкриминираме било што. Меѓутоа ова е ексклузивно интервју со Велија Рамковски во кое што тој има една емотивна исповед, каде што говори како од најмоќен бизнисмен милионер стасува во затвор. Понатаму за она исповед негова во Шутка и во Идризова, за еден телевизија, за многу други работи. Во разговорот со Велија Рамковски овој петок во ово издание на Бизнис Муавети на Фактор МК. Јас сум Мишко Иванов, гледајте го интервјуто со Велија Рамковски, снимено во март оваа година. Велија Рамковски, добар ден, добре дојдовте. Добар ден, добро најдов. Бизнис Муавети и економски политики со Велија Рамковски некако оди. Прво што сакам да ме прашам, како од најмоќен бизнисмен милионер до затвор и пак назад? Како? Ќе речам заради А1. Станав милионер без А1, а останав без милионите заради А1. Не е кривец А1. Се шалам. Целта ми беше уште 93-та година, кога одлучив да правам медиум, станав милионер. Иначе дипломиран економист сум. Малтене сите класици ги имам прочитано. Достоевски го имам прочитано најмалку 3 пати. Чак и белешките ги имам прочитано. Тоа до 2010 или од 2010? Не, цел живот од 5-то одделение. Памтам, кога библиотекарката, пошто често одев да барав книги, чак не ми веруваше дека јас дали ги читам од 5-то одделение. Го памтам тоа. Ама некој роман што ги знаеше, па ќе ме подпраша дали сум го читал, виде дека ги читам и ме пушти низ редовите да бирам романи. Многу убаво се чувствував. Велија, замислуваш или дека некогаш ќе бидеш милионер? Извини што те прекинав. Ти секогаш поставаш цел... Како дојдов, никој пат парите не сум ги ставил како цел, никогаш. Значи, прво се создадов како личност, не само од сопствениот живот. Човек има свој живот и ограничен во средината во која живее. И искуството што го стекнува. Меѓутоа, читајќи многу, запознавајќи се во одредено време, во различити држави уназад 2000 и кусур години, со животите на многу личности, споредувајќи се со обично секој човек комуникација со романот прави со себе. Секој сака како јунакот и така натака да биде. Значи, јас се создадав како личност, живејќи го сопствено, зависно од свој капацитет интелектуален и така натака како сум роден, и се надоградував со многу читања. Политичка економија, не бев куз некаков ученик, читав многу романи, или политичка економија средна школа, 2, 3, 4, 5 политичка економија. Во факултет 10 имав политичка економија. Другите просекот, многу низок просек имав. Станав милионер одеднаш, експлозија, 90-та година, за 7,5 месеци над околу 40 милиона марки. Тој опиплива вака ги 40 милиона сува пара, промет. И кај одат? 300 до 400, купуваш, продаваш, купуваш, плаќаш, промет зборам, не за работа. Да, разбер. И тоа кој ќе го тргнеш, едини од Македонија, јас и еден загребчанец. Бевме од Сојузна комора на Југославија прогласени за најуспешни приватници во 90-та година.
Беше, ја бев атракција на сите, на фабриките на пивка, на цела Југославија. Сите тие реномирани. Борчев 7-8 милиона марки на поверење дадени, 7-8 милиона ки ми Борчев дуќанжите од Јужна Србија, Косово, Црна Гора, цела Македонија. Реформа, буквално бев ја реформатор на приватната собственост на дуќаните на тие маркетите. Ако добро сваќам, ти ја вртиш парата. Значи ти 40 милиона што значи? Купуваш, ајде сум купил за 40 милиона, не за 40. Рачуне просечна маржа ми беше околу 4-5%. Добро. На 40 милиона. Одземи, ај 10% ќе биде 4 милиона, одзем 4%, милиони 600. Разлика во цена во 40 милиона. Значи плаќаш 38,5 милиона, ги продаваш за 40 милиона. Де разлика во цена, али во теја разлика во цена имаш трошоци. Да се вратам, да продолжам да одговорам на прашањето. Значи, го направив тоа, за дипломиран економист, од првобитно општество го рачунав доаѓањето на социјализам, по социјализам се враќаме капитализам. И дојде до тоа да нема шанса демократија, приватна собственост, демократија, ако има само едно гласило, беше само МРТВ. Тогаш одлучив јас да направам телевизија. Првите септемвар беа уплатени околу 300.000 марки, почна јануар 93-та, 92 беше, 93-та се опреми и почна така еден. Тебе ти текна или некој... Не, исклучиво. Да? Овие ми правеа спотови, од околу 300.000 марки, јас се рекламирав, чак и на Јутел се рекламирав во тоа време, и ми виката да направиш телевизија. Не направив затоа што тие ми рекоа. Таман после брати. Направив затоа што сматрав дека неопходна општествена одговорност моја, рачунајќи, па ви кажам, дипломиран економист, со политичка економија стварно доста владеев, да развивањето почетоците на општественото градење, на враќање од социјализам на кај капитализам, дека демократијата значи и медиуми. Да има и друг прозор, кај да слушаш, иначе би значило диктатура. А ќе продолжиме од тие милиони кои што ги правеше, кои што ги говориш. Обично велат за бизнесмените дека првиот милион е тежок, после е лесно. Нема врска тоа. Тоа да, веројатно тоа. Мене така не ми се деси. Одеднаш бев ја... Ти си веднаш со колку милиони? Но ново беше тоа, страшно беше ново. 97-ма, јас сум уствари во бањата под казна малтене комунистичка бев распореден Во Катлановска? Во Катлановска бев 8 години. Ме ставија во Алкалуит на 9 спрат. Памтам 1 април 84 година. И таму немав работа, богати. Од 9 спрат убаво летаја тие гулаби со А4, направиш, па ако ќе почнеш, колку летаја. И од канцеларија во канцеларија им кажував како ќе пропадне социјализмот. Зашто Катлановска од 35% капацитет на 85%, па под удар дојдов на ескана, мескана све. И викам, не бива бе оваа работа, ќе пропадне. Отидов 8 јануар 86 во Унипром и таму имаме 60 продавници. Одидов јануар 86 а веќе 87 Анте Марковиќ објави приватна собственост. Викам, готово ова, пропаѓа социјализмот. Имаме најлошите дуќани што беа, маж, жена во приватна куќа, работат, најлошите, со најлоши резултати, и им ги дадовме да се отворат по закон на Анте Марковиќ, да се отворат на свое име, таа маркетот, и од најлоши стана е најдобри. Арнома јас, таму надобавувачите, сите реномирани фабрики од Југославија, на тие комерцијалистите, ако ми речев дека вторник ќе биде платен, ако не можев да им платам, ја ќе им се јавев, ќе ми речев, слушај, не можам вторника, ама молим те. Петок или едната не лази, имам проблеми. И во таква комуникација ја влегов со тие комерцијалисти, на најдобрите, само да го докажам цела мисла, па
подобро ќе го формулираше прашањето. Значи, недобрите кои излегов, сите на отворено, без никаква гаранција, до 7-8 милиона марки имав од фабриките од цела Југославија. И така го разбраја овие, и ја правев 300 до 400 илјади марки на ден промет. Доаѓа ја купуваа. И толку ја плаќав на фабриките. Почнав да користам и касаш конто. Ако ми даде на 30 дена, пошто страшен обрт правев. Страшен обрт правев. Ја неколку пати. И кој ќе го трниш така јас, порано и чак ми плаќав и користев за порано плаќање и мислам 4 или 5% беше касаш конто за порано плаќање. И одеднаш така, значи, тоа беше едно стампедо на стварање на фирма, стварање кадар и стварање на прометот. Тоа беше експлозија. За да се распадне Југославија од 300 до 400 илјади марки на ден, паднам на 10 илјади. Страшно беше тоа. Од 300-400 илјади на 10 Ко се распадна. Се распадна Добро, тука инфлација пазарот. и Не, се. никаква. Инфлацијата, остајте, после беше тоа страшно. Битното е, се прекина дотур на роба. Граници. Еден период. Страшен беше 91-92 година. За да стигнам 90 до 97 година, стигна до пак тогаш 54 милиона марки направив. Веќе се кренавме Марс, пилешко место. На Марс бев, и тоа сакам да ви кажам, е занимливо. За 97 година во Стразбург ми доделија плакета за рекордер во светот по глава на станови продадено Марс сладоледи. Беше страшна експлозија. Беше поплавена. Ми дадоа сосема пак на отворено 5 шлепери, хладњачи уствари сладолед, 14 возила, 2300 замрзивачи. Све на отворено. Телевизијата работеше тогаш или не? 90 како не богат, Да. од 93-та. Заради цело тоа ја тргнав дека треба општествена одговорност, така се доживува в себе си, за да направам А1 телевизија. Од тие милиони кои што ги споменувате сега, преку А1 како не гледа на телевизија, преку затворот, денес колку милиони има Велија? Ич! Па кај се парите? Лесна работа. Све покоси. Да знаете дека Кај се парите? само брендот, како се прави. Значи, парите, прометот, што значи? 97 54 милиона марки направив промет, 500.000 марки загуба. Ме изедоа шверцерите. Не значи и промет и заработка. И тогаш ја угаснав таа дејност, пошто шверцот ме ужасно. Ја земам Кен-ТВ, например, тие бомбони и така натака, тие производи. Мојата набавна вредност беше поскапа отколку на пазар во Кванташки. Шверцуваа цели шлепери. Све ми, цигари не работев, алкохол не работев, кондиторија не работев, и направив загуба, значи поќе трошоци, отколку приходи, 54 милиона. Значи не го доживајте 54 милиона. 54 милиона може огромни милиони да направиш, а да бидеш во минус. Така е, да. Добро, ја тие ги Значи, тргам на страна. нема заработени пари, ни еден бизнисмен прави, нема пари настрана прајани, кај се. Секој бизнис, нон-стоп вложуваш. Добриот бизнисмен нема пари, чак има потреба од кредити. Добриот бизнисмен тоа значи плюс да вложуваш, нон-стоп да зголемуваш. Или зголемуваш, одиш нагоре, инвестираш, или паѓаш. Нема статичност, нема направив пари и се на парите ќе се греам. Не постои правиот бизнисмен. Правиот бизнисмен генерално нема слободни пари. Све е во ангажман на стварање плюс бизнис. Добро, што живеете сега? А сега? Сега имам доволно за живот, за едноставен живот. Дали видовте дека дојдов јас со една половна Honda. Не дојде специјално,
Не е сликата. Али ја не е, знаете што, мојата филозофија што е и зашто сум денес позадоволен јас отколку порано. И имамо таа филозофија дека оне пустињак, оне што е во пештера, леп има и сол и вода. Никој не го тера внатре да живее. Него му е подобро и ги има одбранено таму да живее. Значи, дотаму не може филозофија да ствараш без леп, сол и вода. Другото све е едноставно. Ја живеам едноставен живот, дисциплиниран, аскетски живот, стварно извънредно здравје, спорт, начин на исхрана. 70% од храната малтене ми е од сопствената бавча. Све тоа органска храна е, со арско ѓубриво. Имам физички труд, не ставам најлон доле, и пак е тоа, пак е за мене контаминација, никакво вештачко ѓубре. Ја во тоа, значи, живеам со многу малку пари и многу малку ми треба, за тој живот што го живеам. Не е дека пензија зимате. Пензија ми зема 18.000, од кои 1/3 зема државата. Зашто? Па борчлија сум ја оштетил државата. Вие од милионер преку А1 телевизија сега сте Пензионер, на пензија 18.000. 18.000, од кои третина ви Колку зема е, државата. колку е ненормално. Не правив ја пари никогаш. Кој ќе ми текне, дојде мазе си лелја во шутка и вика, после подолго време, и вика, веле, дали имаш нешто настрана пари? Дојде проблем, после година и нешто, се затвори А1, се затвори све. Не сум пуштал ја солзи сем тогаш. Ја немав 100 евра настрана. Никој пат не правев ја за пари. Ја правев затоа што си ја сакав работат. Многу си ја сакав работат. Многу. Ја можев пари, точно можев ја да направам со Груевски, кои пари можев да ги направам. Не направив затоа што поќе ја сакав работат од парите. Не правев, никој пат не стакна како бизнисмен за да направам. Е оценка. За успешен бизнес е парата, али не како личен, како оценка дека сум направил добар бизнис. Дека сум направил бренд А1, да ревизорска куќа, реномирана, е проценува негде околу, мислам дека околу 18 милиона долари, 18 или 19, само брендот е проценат. 18 милиони. Милиона. За да го направиш тоа, Мишко, треба да направиш стварно квалитет. И ужива во квалитет. А па сега, еве денешниот ден. Не денешниот ден, од све ова се што го пратам. А1 остана како една, мислам дека и народот кој ќе реагира на А1, како да реагира дека А1 може да направи да им биде помалку лошо. Затоа што А1 беше народната, А1 беше, знае, се плаше и едната партија и другата партија се плаше од А1, се плаше и од мене. Затоа на буквално затворањето на А1, значи, све стана полошо. Еден од познат, ја ги викам во генералштабот за затворање на А1, кој не затворија, изјавил, што еден друг исто близок тамо во генералштабот. Кој тоа? Сега, не, мислам да кажам минимумите, значајни личности, може вие веројатно ги имате слушано, може ќе се подсетиш. Сега ќе правиме бизнис, направи бизнис. Од 2 милиарди 2006 на 5,5 милиарди. А све полошо, здравство. За буџетот школство, страшното во оваа држава што не се збори за буџетот. За парите. Тоа е најстрашното. Се избегнува. Од едната партија, од другата партија, новинарите не влегуваат толку длабоко новинарите во тоа. И народот е како да чам оштетен од да знае главната пара, зошто му е таков или оваков животот, ако немаш, колку е, не сум сигурен на бруто општествен производ, 12, 13, 14, колку милиона? Милиарди? Ај се ме фати не спрем. Нека.
5,5 милиарди. Ако во 2006 со 2 милиарди беше подобро школство, здравство и шалтерот беше подобро, сме сведоци. Само помалку криминал има. Ако има разлика, ако не завршуваат таму парите, тие пари, со 2 милиарди, ни 2 милиарди не завршуваат. 3,5 милиарди разлика. Тоа е толкова пара за толку многу криминал, колку што ги имаме. Ти си јава денес некој на телефон? Не, ретко. Ретко, па и јас се осамив. Не е до луѓето. Јас си се осамив, си имам свој начин на живот, додека не чив пак да излезам. Те бара некој од политичар? Сега, не, никој? Никој. Се плашат или? Не им значам сега ништо. Вели е испијана приказна или уште го нема кажано последниот збор? Према мене за чак мислам и добро, што ме викнавте валда не сум испеана за вас. Да. Али мислам дека за политичарите за овие да испеана. Па за многу и ваши колеги испеана. За народот дали може и од што ја знам дошло затоа па паднал дали си може да испеана. За мене ја не сум испеана. И допрва ќе ви докажам дека не сум. Тоа не се ни сумневам. Кој го предаде Велија? Никој. Не може никој. Никој, апсолутно никој. Бранко Црвенковски ќе ве ставаше премиер. Не. Никола Груевски му го правевте Не. буџетот. Не. Значи, ја секој пат, уште 2002 со Бранко Црвенковски, бевме секој пат пред избори, се договорав за да го намали буџетот. Памтите на 15 септември? Там. Да. Со тоа што Ланс 22 мислам дека во центар Пенов и ме изјавено вика Велија Рамковски, ќе покажам да цитирам, неколку пати го има читено. Велија Рамковски сакаше он да го прави буџетот за 2004, ние не го послушавме, тој се налути и нас не сруши и го донесе Груевски на власт. Па да, тоа така изгледа. Вака беше тоа. Велија Рамковски со тотунарите пред влада протестираше. Вака беше. Прво, ајде тоа да се вратиме маз. Се вратиме на 15 септември. Да се вратат парите назад. Ги вратија? Од милиарда 200-300 го крене до 2 милиарди, тие го крене сада сама. Мислам дека околу од милиарда и 400 или милиарда и 600, наместо да ги вратат парите, тие го зголемија. Добро. Седнавме еден ден, инсистирав кај Бранко Црвенковски, беше тука Гошев, Пенов и Бранко Црвенковски, му викам, абе Бранко, бевме договорени да го намалиш буџетот. Наместо да го зголеми. Се вцрви тогаш овај Гошев и да спречи карање меѓу мене и него. Бранко вика, слушај, остај, ако не притиска Велија, нема да направиме ништо, ама на тоа заврши. На тој состанок ништо. Си продолжите, така ли, тргнав ја, тогаш имав направен договор со Груевски, да го намали буџетот. Едина политичка обеќање за 30 години е субвенции за земјоделците. Нема друго политичко обеќање без да бидам на власт. После изборите со Груевски се договоривме, ја укинав партијата да спроведи тоа 120 милиона за субвенции. Значи сакал, не сакал се околу парите. На секогаш околу буџетот, секој пат било од 2001. И ова сакам да ви го речам. Буквално првата дупка, партиско вработување, се направи кога Груевски го воведе ДДВ. Одеднаш околу 500 милиона тогашни, мислам, марки. Излего е на површина, немаше да му прават. Многу пари се прибраја. И тогаш почна масовно вработување на партиски кадар. И до ден денес не е запрено. Тоа е тоа е тогаш правецот се фати на владење, на буџетот, на градење на буџетот и владење со државата. Преку запослување на партиски кадар на државна сметка со народни пари. И дојдовме до оваа ситуација. А го почна Груевски со ДДВ. Ја пак ќе прашам. Кој го предаде Велија? Никој. Пак ќе ви одговорам, никој.
Знаете дека имавте кодоши околу? Моја, не, никој па тоа тие заговори на кодош и така натака. Не се заговори вистините. Не, многу транспарентно ја кажував што мислам. Јас. Све што имав, затоа викам слободен човек, колку може да кажува тоа што го мисли. Не се плашевте дека има луѓе пуштено до вас? Не, ама што тие ќе кажат што ја плюс не кажувам? Све што имав против нив кажував. Све што кажував тутунарите. Што ќе ме шпионира нешто. Немаше нешто тајно за некој да кажи на некого. Ја кажував лице на сите на телевизија. Зашто не се договоривте со Груевски? Ако се Не договоривте... сакав. Тој тргна на кај, ја тргнав на кај намалување на буџетот, тој тргна на 2014. Сосема спротивен правец. Тука беше 2008 беше сломот. 2008 година кога после Букурешт тој почна да оди на кај и тоа античкото, почна со 2014 и така натака, и јас крос друга страна. Сега се скаравте од Не се скара, одговор. не се скаравме. Тој ја не можам што да му префрлам него. Моја беше определбата. Тој 2 години, буквално Груевски, 2 години покушаваше да не отвори рат со мене. Ја отворив. Не тој. Не погрешен и на рат. Не тоа рат бе луѓе. Ја тргнав она што го мислам и главно телевизијата, ја нарочито лично, чак затоа направив најака економска редакција. И направив посилна бре од Министерство за финансија. Затоа што ја го работев буџетот, лично го работев ја буџетот. Добро, дали е тоа... И ден денес го знам напамет буџетот. Дали е тоа во ред? Да прави собственик на медиум буџет? На држава? Не, тој, ако ја собственик на телевизија, ако мислев ја да го правам, партијата ќе имав. Ја за да дадам поддршка на таа. Памтите 2008 колку зеде Груевски? 62 пратеника. Да. Генерално јас со субвенциите му ги дотерав. 62 пратеника. Ова... Значи поддржав нешто што сматрав дека треба да се направи. Кои луѓе денес не би били околу Велија? Ајде, некој... Немам, сите би ги, генерално... Пак сите? Немам предавник, основно немам предавник. Неќам сега име да спомнувам. Ми е жал со некој скренале ваму таму, али додека беа во еден, не знам меѓу вас тие зборање какви биле, дали имало, али ја во телевизијата немав предавник. Не само во телевизијата. Груевски не го рачувам предавник. Тој се определија тргнав буквално со СДСМ да го рушам. Човече, тоа беше се согласувам. Тоа беше мој изместување. Се согласувам тоа неумерено однесување и затоа не би сакал ајде тако велија. Не сум сега тако вели. Не сакам да бидам тако вели. Не држи така, такво однесување. Али дека исправно тоа беше, да, исправно беше, се борев за буџетот. Ми затоа сега не, знаеш што е најлошото, да ти кажам нешто. Во најтешка ситуација држава, најтешка. И па нема борба за буџетот. Замисли. Има за поединечни случаи на овај или онај. 3,5 милиарда се во прашање, а тие онаква дали некоја зграда, дали нешто, ситни сумички. Ситни. Ситни сумички се тие. Во однос на 3,5 милиарди да се земе, ама 3,5 нема, мора и кредит за да се дополни до 5,5 милиарди, од 2 милиарди на 5,5, 3,5 плюс. И никој човече не е главна тема. Тоа е најстрашното во оваа држава, сега што се дешава, и затоа сега пак истиот. Не е аеден, ама со темата, сега сум ја аеден со темата. Дајте ми го последниот разговор со Груевски или закана. Не, тој последниот буквално. Ја мислам дека последното тој покуша за да се да ја спуштам, како тој што викаше, да ја спуштам топката, беше август. А иначе имавме состанок исто таму. Јас бев младен, беше Додевска, од другата страна беше Груевски, Протуѓер и Ставревски. Па зборувавме за буџетот. Уопште нема траг од намалување на буџетот. Така ли, си тргнам ја по својата. И? И затвор.
Колку на крајот излезе дека дужи А1? Јау. Од 20 милиони го спуштија после 5 милиона, вреки ама пари во замисле, црно. луѓе, 5 Пари вреки во црно 5 како милиона, Мишко, 10 милиона промет, а негде немаше година без инспекции, немаше година без рад да имам со владите. Секој пат имавме инспекции. Околу 500.000 е нормално, значи ако правиш 10 милиона, ти фактурираат ДДВ, ама одбиваш и своје ДДВ. Ме сваќаш, а тоа е во просек ДДВ нека е 15%. Има нешто 5%, нешто 18%, 12%. Значи невозможно е кога секоја година имаш инспекции. Не може 5 милиона, ни математички не може 5 милиона да биде. Значи околу 500.000 беше годишно. 5 милиона, а секоја година околу 500.000 се платени. Вели, што Овие ги зедоа сите документи, зедоа све и компјутери, ниеден оригинален документ не беше презентиран предмет во судењето, ниеден. Вештачењето што беше направено, исто прашуваат адвокатите како на база што е направено тоа, дали оригинални, не вика не е оригинален, а според законот не може без оригинален документ не може да биде доказ. И овие вештачењето го кажува тоа. Ама немаше врска, бевме однапред. Тоа преговарање за кое што видите вие ние како А1 преговаравме оној општествено одговорен момент за и околу буџетот. Од другава страна сето тоа го нарекуваа како дека А1 или велија дека рекетирале фирми и рекетирале владата и така натаму, тоа така се сваќало за да има реклами да се добиваат. Претпоставам сте ги слушале сите тие муабети. Тоа прв пат го слушам рекетирање. Прв пат го слушам. Прв пат. Може во вашите кулуари, кај што се движите, тоа се кај мене не дошло. Прв пат го слушам тоа. Зашто би рекетирала Ајден од 100 емисии најгледани, дали десетина беа сите други телевизии. Зашто да рекетирам? Без да биде Кока-кола, без да биде најден, не може акција да спроведе. Целосно ги имав јас. Бизнисот го држав и го кренав од МТВ. Колку има спуштено цена по секунда. Ја го кренав бизнисот. После еден падна тој бизнис. Ја го кренав затоа што бев пресилен со гледаноста. Ја ги имав гледачите. Јас се сеќавам Значи зашто некого ти има зависност на еден да се рекламираат сите озбилни фирми со озбилни производи не може да рачунаат реклама без А1. Ја тоа го користам да ги кренам цените. Тоа не е рекет, тоа е бизнис тактика. Што на некој начин беше добро и за конкуренцијата, која што беше многу Ја кревав, позади. тие креваја цените, затоа што ако кренав ја на 100 евра, а почнаме со МТВ 10, кренав на 100 евра, тие ќе кренав ка 50-60, ја го кренав бизнисот. Шо ќе ми мене рекет? Зашто рекет кога сум толку силен? Како бизнис, знам бизнисмен, знам математиката на Кока-кола, да ја речем како пример. Немам потреба било какво. А државата, ако е рекет, луѓе, без галама може милиони да направи. Што му сметаше на Груевски или на ВМРО да помане? Зашто тргна да ја затвори А1? Затоа што Дали е проблемот што А1 имаше поголем рейтинг? Затоа што зашто не тргне по Вели, ако веќе решил да трга, да ја остави А1 никој пат не можам да сватам тоа. Така претпоставам А1 беше Никој проблемот. пат не можам да сватам неговата нерационалност. Велија можеше и А1 да се присвои, зашто да затвори. Тоа беше, мислам дека мржња. Без да све од фамилија ми затвори. Ова се ќе ви кажам. За 6.000 евра платени хрватска фирма за увезена роба од турска фирма. Осудени се и синот и ќерката, едниот 6, другиот 7 години, фирма до фирма, за 2 пати платена фактура. За вашите збори, За деца? вашите, за моите. За кој, за Хеди? За Хеди и за Емел. Емел. Осте за другите исто, само како пример да го
платен промет во Хрватска званична фирма по тие закони. По законите на Турција исто добавувачот е. Остај што тоа нема врска со Македонија. Него и за 2 пати платена фактура без да ја види картицата дали е погрешена, па друга фактура останала отворена. Тоа апсолутно беше целосна режија и целосна месна. Трага немаше од закон и пропис. Кога знаевте дека ќе ве апсат или После 24-ти кога нападна цела војска и полиција. Хеди овде или не? Каде хеди? Не е овде. И на тоа ќе дозволи да не одговорам на тоа прашање. Добар е? Односно, ако ме прашате, ќе ви кажам дека ќе нема да ви кажам ништо. Се слушате, комуницирате? На таа тема апсолутно ништо не мислам да ви Добро. кажам. Можем да прашам само дали е добар? И на тоа не ви одговорам чак. Идемо дале. Не, прашувајте ако сакате 5 пати. Не Исто ќе ви прашам. го кажам. Ви недостасува? Трагедијата на Рамковски, фамилијата, уште трае. Страшна е. Не лично. Лично јас се разликувам од цела моја фамилија со својот карактер, со својото све што правам. Ја немам лош ден. Ма нема сите истото таа, ајде под наводници, лудост. Немати, мене ми е жал. Не крив, а крив сум за цела фамилија. Ги ставив и сега ги имам ставено на мак. И ми е многу жал за својата фамилија. Ми е жал за жената, за децата. Ми е жал за сите соработници што беа во затвор. Ми е жал. Али ја не живеам, тоа го имам како тежина која ја издржувам, за да го живеам пак животот, пак да станам и пак да се борам за она што го сматрам и да не го направам денот да ми биде убав. И сега гледам еден И порив кај вас. успевам. Молам? Гледам еден порив кај вас со една таква емоција, само што не заплакавте. Ми е Тоа жал е за... логично. Тоа. Со контактирате Али со тоа го тргам настрана. Ја доста ви беше за оваа тема. Би ве замол. Ако сакате... Не, добро. Почитувам секако. Е тоа тешко, не му посакувам на никого. Тоа што ни се деси... Не бе, ја да ме затвореше, тргнав да го рушам на камет струши. Зошто децата, зошто фамилијата, зошто другите соработници? Зошто и сите вас да ве остави без здраве? Зошто тоа? Ја пак на крајот бе, Мишко, мене не ми е лошо, ни во затвор не ми беше лошо. Ја испаѓа, им крив, им најлесно како да поминав. И тоа ми прави една таа, знаеш, на парадокс е. Неубо е. А што да правам, да ми биде лошо? Во таа своја активност, во таа своја визија, визија, значи човек што во својата мисла има слика, во тоа што толку верува, а убава е сликата, да денес ми ствара расположение мене. Ја имам слика постојано. Ама од кај доаѓа таа слика? Мораш многу голема самодоверба да имаш. Самодовербата доаѓа од тоа што си како карактер, ама човек. Ја од тутунар че станав како што вика империја. Нема војко владика. Сам го направив. Сам, секој чекор. Секој чекор сам го направив. И сега ова што го тргнам, дали имам апсолутна самодоверба? Апсолутна самодоверба. И кој ќе си има таа визија, и кој ќе веруваш во тоа, така ти убав живот. А уште една награда имам. Дали од Господ, дали од ова или дона. Знаеш, човек кој ќе за идеја. Младите, обично во историјата, млад човек, па ќе фати пушка, па оди ги гини. Значи, идејата толку му е јака, што не жели ни живот. Ама на 77 години. Ја не сакам поинаков живот ова се што го правам.
ми е суштина на живење. И ја уживам во тоа. И на 77 години, да не ми га, може само да ме убијат. Затвор не ме плаши. Значи да го имаш, тоа е имање. Не колку ќе живеам. Ја живеам од глава до петици со тоа чувство. На сликата која имам створено. Зашто се каете најмногу? За ништо, зашто да се кам? Јас сум сигурен. Ај ќе се споредам пак со Груевски. Денот не му е убав како мене. Зашто да се кам? Тој у Будимпешта си Не, многу, не бегалец од таму ми се, не може, фала Богу па не стана, сакав да дојди, да стане предавник на собствената партија, ама не успеа, не успеа. Тој да ми биде, зошто него да му биде подобро? Денес ми е 1044, уште на 24 март правам 3 години. Без да си го сакам животот, ја не би можел да спортувам. Ја би не можам режим на живот имам. Ја сакам да бидам здрав затоа што ми е убав животот, затоа што ова што мислам да го правам, имам шо да правам до крајот на својот живот. Значи ја пешачите. Имате една патика, Не сум ше- Велија патика. Да, Велија. И ја викат Велија, да. Велија. Веќе ја викат цело време таму ме гледаат. Многу километри изодени, вие ги израчунавте колку надморска височина све. Може би неубав дел, меѓутоа ве мача ли во тоа шутка? Ние добивавме разноразни информации. Кои ви пушта. провокации, човече. Ама ми се тргна. Што ви правеа? Ви стварно ве шетале низ Прво почини? Хашко одворија ради мене, ја ставија точно бирото до двајца полицајци, до мојата брата. А то тенки зичината. И да кивнев, гледај, постојано од надзор бев. Доаѓа полицајци од Штип, затоа што немаја поверење во самоскопските. Секој ден, еднаш, некој пати, два пати влегуваја, вршеа претрес. И саат, два, светили секој ден. И ќе влезеа и на крајот со на најцинично можно. Пријатно, господин Рамковски, а ќе влезеа, дали имате нешто дозволено? Па ќе те претесат со на па сврти се вака, па крени рацете. Ќе почне да треса, да прават, да чинат, па си дофрлуваат и на крајот ќе рече пријатно, господин Рамковски. И после некоја време викам, тие пријатно, идите до крај реченицата ќе кажа, еднаш, два пати, три пати. Кој ќе се вцрвеа во тоа лицата? И да ме убија. Ама се воздржаа, тие се плашеа. Има тепана? Не, никад. Не? Се уплашија да ме тепат. Иначе бев спремен на све. Не спремен. Едноставно, како карактер не сум тој што ќе... Ја ни цел затвор. Ни еден грам, така се изразувам. Ни еден милиметар. Не си префрлам на самиот дека сум паднат во своето достоинство. И во тој судир, тие се повлекоа. Јас си створив одредена слобода. Дисциплиниран бев. Не прев проблеми. И тие се тргнаа од мене. Исто сега пак една интересна згода. Сите шетаа, еден полицаец, 4 шетни во внатрешниот дел на Шутка, мене посебно шетав. На едниот крај, 20 на метра, таа долга, 20, околу 20 метра, долга стазата, на едниот крај полицаец, на другиот крај полицаец. Само за вас, за тебе. Само за мене ме гледа. А на тоа им одговор. Трчам, чепа. Абе, не си. А кујна колку пати? Абе, не ми личиш. Абе, не ми личиш на педар. Кој се среш? Абе, мора да си педар, што ти е председател таков. Ти Ја му го кажував. на полицајецот? Провокација на тоа. Таа провокација ја оба. И требаше да стана да ме истепат. За да не влезат во белја. Не беше пресметано, ја не ти го зборам ова дека е пресметано. Ова е импулсивно однесување мое. Се тргнаа.
Во Идризова почна, се тргнаа, човече. Прво Идризово си имавте бавчета. Не, си, се тргнаа од мене. Ниеден збор, бе, Мишко, не А други беше беа во на затвор? полицаец. Него не, ми е драго што сите испаднаа јаки и никој битно не се жалел дека платил цена од затворот. Јаки личности околу мене има вие сите. Кој? Па сите што бе Дарко еве, да ти го спомнам. Аха, аз мислите за екипата Колари, Екипата. Кочишки. Снажни личности се тоа, снажни личности го издржаа затворот. Али ја пак така Зашто ми е чудно. Како вели и вели и одредена група отидоа во затвор, а одредена група која што беше блиска до Велија, Кој беше блиско до што не заврши во затвор? сега вие не спомнувате ми, нема да споменувам ни јас. Да, еден само и тоа знам А зошто не. знаете. Само еден близок до мене, меѓутоа апсолутно знам зошто не отиде. Затоа што него му броја пари, не мене. И предпоставам дека се плаше дека ќе ги издаде. Кој беше заштитен сведок против Велија? Не знам, тоа беше... Не бе, немавме заштитен или имав? Не знам. Немаше. Сигурно па за некој да кажува дека има црни вреки, црни пари се изнесува. Тоа бе, си дојде овај, си беа, баталите ми, не битно. Да. А во затворот кој беа тогаш? Вечека, бидејќи ја кога разговора со дел од таа екипа кои што биле, сега да не именувам и јас, велат дека се подготвувавме психички за да влеземе во затвор, бидејќи некој беа и во домашен притвор, затоа што вели ајден како моќна телевизија ги откриваше сите тие афери. Па ќе те чека, не знам, те чека овој, ова, оној, што ја знам. Не. Внатре, ја пак ќе ви речем, тоа апсолутно отворено. И полицајците се коректни луѓе, многу малку сум имам проблеми со нив. Тие и тоа што го правеа по наредба. Ја не можам да се пожалам ни на затворениците, ни на полицајците тамо. Условите се такви Како ќе реагирате денес да го видите Груевски? Не, немам ја кон Груевски. Едино што ми затвори фамилијата, тоа го неќам. Иначе немам ја, ќе ви опишам, во таа, би рекол, позитивна енергија своја, немам место ја, како ако ја речеме чаша една е, и полна е. Немам ни за Груевски да ставам. Ја кога дојдов ви реков дека најголемата нешто Груевски што ми направи лошо, ми направи Арно. Значи, немам место ја за Груевски внатре. Што добро ви направи Груевски? Ме натера сега пак да ме, на 77 години да почнам активност во која ми е убаво и уживам во таа активност. Рачунам дека сега, точно на што викам сега, Ајден во првите чекори, Ајден е присутна со темата која и тогаш е од 2001 е, сматрам дека многу важна, 2002 2006, 2010 и сега. Никој не работи, и ја работам, и тја работам. И максимално сум исполнет, и ја знам дека државата нема друго, сем да го реши буквално она што е државата, па веќе забрзано оди на кај банкрот. Нашава? Не може во држава, ни Швајцарија не може, со нас во една бројка. Неколку бројки кои ти све ќе кажам. Со пописот се запишани 838 или 9.000 стана. 531.000 населени, 307.187 празни. Најдобро празните се гледа ноќе. Прошетајте низ Скопје, ќе видите Кај свети, кај не свети. кај свети, кај не свети, или со други зборови, зашто не може Швајцарија со нас. На 1.800.000 народ имаме 1.200.000 за 1.200.000 народ празни станови. Ниедна економија не може да си дозволи празни станови, затворени пари во бетон.
Штом се тргнат од животот, еден дел се земени кредити што треба да се враќаат. Ама затоа е разликата меѓу 2 милиарди, што викаме и 5,5 милиарди. Милиарда и пол просечно годишно се градат и се купуваат од буџетски средства станови. Ја ги викам шеици. Па Немаат- тоа некако беше очекувано по влезот во НАТО. Или не? Ниедна земјата ова го нема. Ниедна земја Особено растот на цените ниедна на земја, недвижностите. ама недвижностите, значи онај чиновник што влегол, не се тоа они што се вработуваат че Груевски кога отвори дупката. Значи уназад поќе од 20 години влезени се тие и се инсталирани на касата чешми, буквално. Добро. Тоа не е, ја према моја проценка, минимум 20.000 такви влезени, добро инсталирани и тие без никаков проблем имаат најдено илјадници начини за да купуваат станови. Милиарда и пол. И уште две остануваат, од 2 до 5,5. Милиарда и пол чисто одат годишно во станови. Што се финансирани, што се крадени пари од буџет. 1 милиарда ти се. Како крадене никој не одговара. Не, Овде тие, излезе дека вие медиумите се бавите со поединечни, со врхушката на власта. Тие се мали суми во однос на целата, би рекол, армирана, јака, силна, што никој не гледа. Еден знам советник во еден министерство, има 7 стана во центарот на градот што ги дава по Тирија. Советник. Само советник. Советник. Браво. Тоа се ситни чиновничина, што се инсталирани. Замисли, 30 години инсталацијата станува. Тие не се вработени за да работат. Тоа не е јавна администрација. Ја ги викам нив буџетари, станџии. Буџетари, што станаа шеици сега. Немаат извори на нафта како шеиците во Кувет, ама за нив е буџетот. Го имаат буџетот. Вас ве вика криминалец, нас кога движевме по улица, кога се затвори А1, не плука, дека веројатно и ние сме носеле црни вреки пари и сето тоа го доживувате како? Ние поприлично накаде... Тоа машинерија која ствара, таа не ме погодува ни еден нивни збор. Тоа знам Уште кој ќе речат не плаќам данок. апсолутно со цел, тоа се тие што имаат и те како добри пари и секој пат се тие имаат страф од А1. Тие имаат страф од мене. Затоа што додека беше А1 пак не може, не смеа. После А1 настанава милиарди. Дали можеби и американските батаци, како ги велија, можеби пресудија на затворањето на А1? Господа, зашто би председиле и прашањето? За да се насмеам, тоа прашање или озбилно прашање? Во што во што американците? Например, Груевски секогаш кога апсеше се консултираше со меѓународна заедница, вклучително и американската амбасада. Никој пат не сум размислувал така. Еве ја размислувам. Сега ја не сум размислувал, па сега како да одговорам без Па добро, одговарате. Јас бев апсолутно во судир, лично малтене, заради буџетот, што отиде нагоре. 2008 кажав што е. Значи, бевме договорени да го намали буџетот, не ја да го правам. Да го намали тоа што за тоа што се борев и 2002 и 2006 исто што се борев ја за тоа. Не памтите, буџетот беше темата. Јас се сеќавам многу и буџетот. Темата беше само буџетот. Темата беше, значи Тутунарите и буџетот. Се е за парите, така? Се е околу парите. Све. Ама вие, нит новинарите, нит политичарите, нормално ми е политичарите да не зборат за буџетот. Ама вие да не зборувате за буџетот. И никој да не зборува. Аналитичари, политичари. Зашто зборат? Зашто? Па ќе ви кажам ја А зашто зборувате вие сем за овие милиарди, кои страшно е тоа? Знаете, зашто? Например, еднаш кога се јавив на факултет да барам некој аналитичар или економист да зборува или некој од друга фела ми велат зашто се јавувате на овој факултет, па овој е претворен во филијала на Министерство за... Не дека ја поќе знам. Јас,
Значи, што се разликувам од другите? Луѓе што сум горд на тоа. Ја ја знам таа работа, каква е. Јас исполнувам, ја го правам тоа што мислам дека треба да го правам. Ја не одам со наведната глава. Ја тоа прењето ме треба да исправам главата, да не кажувам колку се овие лоши. И затоа викаме, не спомнувам во сите оние мои настави, ни партија, ни личност не спомнувам. Затоа што генерално од 2000 и која од првите избори до сега, луѓето си ги бираат. И сите тие политички што дотераат до ова. Нема тука еден кривец. Дали е на СДСМ, дали на ВМРО. Начинот на владењето, уште отварање на тоа буџетот, партиското вработување, во кој се сите. И сега дојдовме до оваа состојба и викам ја, луѓе, не може да се продолжи вака. Никој не го вика. Ама ја не сум, ниту тогаш нема влична корист, него опасност, ниту сега. Ама јас имам кон себе, на релација со себе, го правам тоа што сматрам дека треба да го правам, а толку повеќе па ме потврдува, другите не го прават, а сите го знаат тоа. Да, во тој аспект, јас сум изузетен човек. Кажете ми, само Сашо Мијалков беше по, како се вели тоа, бизнис ориентиран, како слушавме во бомбите од... Па не би рекол, од бомбите ни за подоле Груевски во тоа бомбите. Дали тие избори 2011-та некој ги предаде? Ја уште пред 2000 кога викав дека нема да има регуларни, дека ќе има наместени избори, дека ќе има... Дали некој се договори? Слушавте ли бомби? Ја не сматрам. Дали власт и опозиција се договорија? Не, ја мислам дека Груевски машиneријата што ја содаде, тој се покажа како енергичен, страшен, предузимлев, активен. Тој и после бомбите пак ги доби изборите, што сакате вие. Дали битката на Велија Рамковски беше битка на А1 со Сител или ако сакате на Рамковски со Дзинго, кој што беше во владата и кој што го имаше ресорот земјоделство? Никој пат. Ја сакам ова сега да искористам таа прилика. Лично со Дзинго ја бев често пати неумерен кон нив, не тие према мене. Никогаш. Ни Дзинго стариот, ни Дзинго малиот. Никој пат. Латас го тргам насамна. Тоа ви е слаба точка. Не ми е слаба, немам слаба точка. Ништо не ми значи во основа. Ќе збори или не ќе збори, ништо мене. Али и стариот Дзинго и младиот Дзинго. Никој пат ја одредени моменти претерувам во однос на нив. Не тие. Ја немам апсолутно никакво непријатно чувство во однос на Дзинго и на Сител. Ако беше А1 сега, кај ќе беше? Како кај ќе беше? Лимитот кој е? Бидејќи како се затвори А1, видите ги телевизиите се останати на турските серии, кои што вие моравте да ги зимате затоа што ви го зема владата. Многу ми е криво. Англиско првенство Многу ми е криво за прво за народот. Прво Македонија немаше вака да биде. Не А1 кај ќе беше. Него генерално Македонија немаше да биде во ова ден. Мала дигресија само. Стварно е купувавте хеликоптер? Стварно мислев да со камери се договаравме, камери, да ќе купевме хеликоптер. Мораше да биде А1 брза и сегде. Значи, ако тогаш А1 Сегде, била брза да, и сегде, мислам регионално во смисла од Вардар до Тригов, не мислам вака. Регионално. Затоа велам кој е лимитот на А1. Ни една телевизија, ќе беше све, ми дојде амбасадор, вика, А1 е исто како странските телевизии. Немаше ни една телевизија во регионот, ни РТС, ни ХТВ, со такво влијание како А1. А1 беше од народ, беше скроз народна бе. Човече, скроз народна. И трпеше и критики Абе, меѓу скроз. другото за тоа, апсолутно. Памти ова што му рекламирав на Николче Младенов. Насловна пушта против Велија и ја му пуштам Форшпан реклама на Фокус. Тоа ќе ми дојде овие без да гледам ја, ќе пратеше материјалот и ми дојде испаничени мене. Тие што се беа, што требаше да пуштат Форш. Ќе го пуштите? Тоа беше и доказ. Тој и рачунај го. Не дали ми е криво или не. Ма тоа беше мој принцип. Ако тоа А1 зборува
Николче, ме онаква покојни ми е баш жал, против Велија, тогаш е народна. Тогаш е права народна. Затоа ја на ниеден новинар, никогаш. Не кажа што. Чак и она, цела кампања што беше 2006 ова за буџетот, никој пат не ги терав нив. Кој ви излажа да одите да формирате партии да Никој моја беше, Ми имавте обкружување како околу вас. настран, не бе. Вие се чувствувавте премногу моќен Не. македонскиот Берлускони, како ве велеа? Не. Лилијана Поповска ја убедував таа да го фати буџетот Добро. и да поддржам ко партија. Таа што ќе го кажува, да поддржам да го работи буџетот. Во последен момент, веќе влезем во без ме фати како го зголемија буџетот. 2005-та, на крај на 2005-та. Во последен момент ми откажа, што да правам, а сакам буџетот, а не сакам новинарите да ги терам, ајде прај го вака, прај го тоа. Не сакам. Нема, новинарот и не сме да го прави тоа. За да кажувам тоа што го имам. Требаше од Но затоа ви дојдеа други новинари, кои што ви велеа велија така е. А оние кои што ви велеа застани. Мислиш на Ленче валда? Не, мислам на Ленче. Каква Ленче? Не мислам на Ленче. Не. Ја не мислам на Ленче. Вие имавте и вестници, велија. Не мислам на Ленче овде, ставите велија. Вестници не ги многу не. Велија кој ви каже вас дека сакате дека можете да бидете премиер? Не ги никој бе луѓе, никој пат ниту сум помислил за премиер, никој ту разговарано, ниту ми дошло на тоа бе човече. Ич. Па зашто ја правите партијата и одевте За да го отворам буџетот на еден, како кажам, слободен, само како политичар може да зборувам за буџетот на начин на кој што зборував и за субвенциите. Нема друг начин, можда погрешно. Кажувам тоа што мислев. Добро. Никој пат, ја не можам да обвинам за своите, затоа што не е така. Го работев своето размислување. Можда некој ќе си каже оно, дали ќе дојде до мене или не. Па не сум човек што јас сум доста како да речам, волк самотник во Ленче барем ми е единствената која што остана и која што си остана Со Ленче целосно е владее. Во земјоделството. Целосно е работевме. Целосно работевме. Но околу вас имаше многу други луѓе, но јас нема да ги споменувам секи ги. Никој пат ја немам тоа. Затоа што реков, ви имавте и вестници, имавте и шпици, имавте и време и вака кој ќе погледнете по импресумите, може да говориме. После тоа си фатија. Дури имавте и емисија. После тоа што си направија, никако. Ниеден од нив, верувај ми, Мишко, никој пат, тоа што ти мислиш дека никој пат не било предмет на разговор меѓу мене и нив. Никогаш. И ниеден новинар, никој пат не одобруваше таа моја активност. Ниеден. А вие одевте... Значи, не одев по својато. Новинарот си остана своја размислување, своја. Ниеден новинар. Само Ленче ми беше блиска затоа што работевме земјоделието. Ниеден новинар не рачунам дека ме предал и дека тогаш влијаел врз мене. Ниеден. Сите беа против мојата таа активност. Како беше со новинарството се претера? Денес на што иличи новинарството? Сега, нигде ги немаш. Сега не претеруваат ништо. Сега се ништо обесхрабрени, многу ми е жал. Исто си има луѓе. Знаеш, това паѓање, ова обесхрабрување, немање, кој ќе работиш нешто, сакаш да видиш резултат да има. И новинарството, кој ќе работиш, кој ќе откриеш нешто, сакаш да има ефекти. И ќе спомнам Ирала. Студиозно, квалитетно го работи, страшно го работи. И што тоа, например, пациентите само ги уплаши ветар. Значи, кога една таква студиозна, како она што е направила со Жан Митрев, не знам колку право криво, нема везе, али... Имам ја став и за тоа, нема да коментирам. 500-400 гледаја, на она пак, на тоа модуларната, исто направено, и кој ќе од таа работа на новинарот, кој ќе нема да народот има ефект, да притисок, значи, новинарството слободно, значи притисок врз власта, за лошото да не биде толку лошо.
И пак ќе прашам, как ќе беше денес Ајден? Еј, Каде? ти беше многу посилно од што беше. И државата ти беше посилно. Како почнавме, така да завршуваме. Ќе се врати ли Велија пак на старите патики? Ќе се отвора Ајден? Ајден како Ајден телевизија. Ајден е со темата, пак ќе ја речем отворено. Добро, како Ајден Со телевизија темата. дали ќе има? Да, Ајден телевизија ќе има, не зависи само од мене, зависи од народот. Добро. Како некој кој што седи и не гледа, како да стане милионер во оваа држава? Можно е? Можно ли е во оваа држава да стане човек милионер? Сегде може да се стане милионер, зависи од идеја, треба оригинална идеја. Ја 90 година имав оригинална, Ама ова се други Да. времења. никој пат не се времењата, секој пат се исти времења. Зависи од идејата, зависи од кај си тргнал. Секој пат се станува. Мислите дека полесно е во Америка или во Германија да се стави милионер? Таму е многу потешко. Која е пораката до младите кои што ќе испратите? Да останат во државава или? Како можам било што да речам на таа ситуација? Како можам? Што им велите на внуците? Еве сега пак приватно Ништо не им викам, ја на внуците и вас ви викам. Ја ти го правам тоа што мислам да го правам. За себе можам да кажам. Добро. Гледате потенцијал успех во тоа? Апсолутно. Може ли Велија како Феникс да изникне пак? Не, сигурно. Апсолутно сум сигурен. Со 77 години. Апсолутно сум сигурен затоа што нема каде да оди државата сем да го реши буџетот. Сем да ги реши парите. Пак на парите. Сем да Ај на добро. крушките. Никако не сакате за главното, бе, луѓе. Тешка е темата. Не е тешка. Море тешка е, затоа Не е избегнувате. тешка. Значи прашањето на секој Значи министер не е може, каде се парите. не може, заробен е воздухот. Нема ветер ни Скопје. Заглавени во бетон милиарди. Ова ќе кажам се. Значи 1,5 милиарда годишно од буџетот се крадат и се купуваат станови. Минимална пензија од 24.000 денари и е 450 милиона годишно. За тоа сакам да разговараме. Значи, за тоа, меѓутоа, кој треба за тоа? Народот треба. Народот ако да одлучува, народот треба да знае зашто ќе одлучува. А не овие уште додатно на нетор да запишат ние сме честни, да им дадат потврда честни или нечестни. Зашто треба народот сега да одлучи? Треба да одлучи за парите своји. Добро. Како? Да бара отчет од сите? Не да отчет. Кој што... Ја вака викам. Народ треба да гласа. Да врати буџетот на 2006 година кога беше 2 милиарди. А тогаш го критикувавте Бучковски. Дозволи. А излезе дека Знаеш, народ беше 700, буџетот 750 милиона кога го критикував него. а сега е 5 милиарди. Да го речам на 750 ќе ме прогласа за луд. Ајко по нормална сума, тогаш се споени буџетот со, за да не кршиме копија, фондот за здравство и на пензиското, тогаш се споени и затоа е 2 милиарди. И затоа го тргнам тие 2 милиарди. И ако може подоле. Значи Нов Зеланд. Едно министерство. Исто има направено дерегулација. 24.000 вработени во тоа министерство за вработување. После дерегулација, намалување, кратење кроз буџетот, ги сведува на министерот и шоферот и секретарката. Овде кај нас мора да се врати на 2 милиарди со дерегулација. Не може да биде зависен секој за све со сите тие ќошови кај што има направено државата за да некој почне да работи. Значи, дерегулацијата, тоа значи ефтино те кошта администрацијата. Второто, не можеш да се бориш со криминал ако не го пресечиш парите од буџетот. Ако 3,5 милиарди ги има, затоа лесно се градат тие станови. Значи, основното за што треба да гласа човекот. Прецизно. Да знае дека има пари, ако не се краде од буџетот за станови, дека лесно може до пензиите, може субвенциониран леп, млеко, може бесплатно ѓубриво,
бесплатни заштитни средства, бесплатно ова наводнување, може гарантирани цени, гарантиран откуп, гарантирано плаќање на договорното земјоделско стопанство. Значи, се това да се направи е 1,5 милиарда. 850 милиона економија, 650 милиона за социјала, пензиите и основните прехранбени. Треба да привршуваме. Кога беше Велија најмногу среќен кога ве нарекува македонскиот Берлускони кога бевте најмокен со еден телевизија? Сега сакам да ме викат. Како да ве викаат? Сега ја, како рече, Феникс. А? На еден пост покажав мускули. Мускули тренирам. 12 кила, едниот тек. Добра. И бицеп, трицеп имам направен. Велија, за да тргнеш во бизнис сега, Сам дозволи. Не бизнисот. Бизнисот. што психологија е? Не е ствар на бизнис. Не мислам ја сега милионер да станам, имам бизнис да правам. Јас сакам шо е во тоа генерално моја знаење за буџетот, општествена одговорност, да влијаам врз гласачот. Само гласачот сега може да направи да смени сликата во однос на економијата. Само тоа. Добро. Снагата исклучиво кај народот е за вкупниот бизнис, не за мој бизнис. За вкупната економија и за стандардот на народот. И тоа јас знам дека ќе го направам. Колку време ќе ми биде, колку подолго, толку подобро. За мене, не за народот. Колку порано за народот, толку подобро за народот. И тоа ќе го правам и нон-стоп тоа ќе го кажувам. Тоа па тоа, затоа што нема друго. И затоа што нема друг кој да кажува, ја ќе го кажувам и сум многу задоволен што тоа ќе го кажувам. Тоа ме прави денот да ми биде Добро, добар. но за било што да почнете. Како почнувате за хедисите уште да прашам и да завршам. Повеле. Хедисите за да и тие се со ајден завршија таа приказна или? Све затвори. Се? Скроз. И- Скроз. Уште колку имате да плаќате третина на државата од пензијата? Уште еден живот имам. Дали ќе наплати све? Нели баравте повторно судење отварено? Не, чоче, ни едните, ни другите. Едно дугме да има и сега сам и ВМРО брзо и тогаш би притиснали да ја нема. А камоли сега? Едните ја затворија, другите не ја отворија. Па добро, не ни треба партија да ни отвори ваквата. Концесијата кој треба да даде? Не стварна пари. Концесијата кој ќе ја даде? Па сега е барем лесно. Концесијата, Сега е барем лесно, сателитски може да се. тоа еве го почнам се сателитско и тоа ќе се гради. Зборам, сателитски не можете да Добро, го ако правиш. речат сега ви концесија, ќе почнете? О, да, се подразбира. Да, се подразбира. Дај ми ја концесија, нека ми дадат. А брендот зашува не е еден? Брандот во душата на луѓето, што ќе ми го? Некако бренд дали зашува? Небитно е, човече, во кај луѓето не А1 што се само речи го А1. Ја викам А1. А1 телефонијата не, А1. Не можат ни тие да Ник- поминат. Никој нема шанса, Мишко. Толку е силно. А1 мене ме потврдува како човек и ми дава сила денес. Денес ми дава баш А1. Тоа ненадминато и таа битка, тогаш и беше моја битка и сега ми е битка. Јас сум А1 веќе. Ја работам на еден работата. Што се ја работев тогаш, ја работам сега. А сега сум попотребен отколку тогаш. Мазе што вели нова? Тешко неа. Коса и се крева. Не, тоа ми е многу жал. Пак ќе искористам. Нема жена што поќе ја почитувам од неа. Велија Рамковски, ми беше навистина драго што одвоивте време. Мислам дека опфативме повеќе теми, но ова веројатно овие бизнис мавите ќе треба да ги продолжиме малку на она што вие го загатнувате како тема, а тоа е да се вратиме малку и да почнеме да говориме за буџетот и она прашање кое што барем јас постојано го прашував кога бев во таа економска редакција, кога ќе отидев на Преска и Ставрески. Единственото прашање беше каде се парите. И тука коси им се дигаше на сите. Коси им се крева на сите, каде се парите. Секој пат ќе бидеме на располагање. Каде се парите, Ви тоа е честитам прашање. за првата емисија на подкастот и секој пат ќе ви бидам на располагање баш на таа тема на буџетот. Велија Рамковски, благодарам што бевте дел од оваа прва епизода на Бизнис муабети на Фактор МК. Вам почитувани ви благодарам на вниманието и што не гледавте. Довидување.